како дел од Македонија 2025 бев прво изненаден пријатно од можноста за една таква програма. Благодарност до фамилијата Зафировски, благодарност до Македонија 2025 за овозможување први на ваква програма. Не секогаш може да се најдете во ситуација да имате можност да голем дел од средствата бидат спонзорирани од една организација, без да се очекува никаква, да речеме, да се врати нешто назад за тоа. Кога разговарав со многу од моите колеги и пријатели и од Германија и од Македонија, беше интересно, сите беа пријатно изненадени дека постои таква организација која што спонзорира ваква една програма. Кога ја разгледав првпат програмата, сватив дека многу од работите кои што се во програмата, од финансии, маркетинг, односи со човечки ресурси до промоција и личен развој, се секако дел од секојдневните обврски на еден извршен менаџер и мои секојдневни обврски. И тоа беше причината која што ме натера да аплицирам. Значи, самата програма, структурата на програмата, Келог како универзитет и името на Келог се секако факти кои што се многу значајни за мене како менаџер и беа едни од главните причини за аплицирање на програмата. Искуството со Келог и со целата програма на Македонија 2025 започна многу пред самото, да речеме, пред самото патување во Чикаго. Тоа започна уште од самото интервју и од процесот на интервју. Целиот процес на интервјуто за програмата беше премногу професионален и едноставно дава една голема мотивација дека тоа што треба да се спремите за програмата на Келог треба да биде на ниво да представува соодветно и мојата компанија и секако Македонија како држава и секако организацијата Македонија 2025. Така што искуството започна и со самото интервју беше феноменално. Потоа во целиот процес на патувањето, на почетокот на програмата, запознавањето со професорите и останатите членови во програмата беше добро искуство. И во делот на учењето, на секојдневните часови, на дружењето со луѓето беше нешто што јас мислам дека никогаш во животот нема да го заборавам како искуство. Придобивките би ги поделил на два дела. Едниот дел би го кажал придобивки во делот на знаење кое што се добива и секако придобивки во делот на контакти и она што се вика на англиски networking. Во делот на знаење би било нереално да очекуваме дека за 4 недели ние можеме да научиме све од во делот на менеджмент. Има MBA програми кои што се 2-3 години. Така што ова го гледам повеќе како едно будење на сите теми кои што треба да ги научиме и треба да ги запазиме во нашиот секојдневен менеджмент, почнувајќи од финансиска дисциплина, продолжувајќи маркетинг, односи со човечки ресурси, така што тоа сите тие теми кои што се секојдневно беа, да речеме, зачнати на оваа програма, меѓутоа од толку искусни професори што едноставно ви кажуваат, буквално ви ги отвараат визиите на она што не знаете и што треба да продолжите да го развивате и да го научите во вашиот живот. Така што беше еден добар старт за понатаму каде треба и во кои сегменти треба да продолжиме да се развиваме. Во делот на нетворкинг, луѓето со кои што се дел од оваа програма, според мене се луѓе стварно детално избрани и темелно евалуирани при самиот процес. Така што сите се одвестуваат и во делот на старосна граница, и во делот на искуство, и во делот на знаење. Така што сите се споделуваат своето знаење, има преубаво дружење, преубава соработка. Секако дека голем дел од тие теми кои што се работеа таму како содржини се применливи во секојдневната работа на еден менаџер. Во моето лично искуство со мојата компанија, голем дел од тие работи ги применивме, повеќето во делот на операцијска организација и структурирање на компанијата, во делот на бонус програми и исто така во делот на финансиската стабилност. Така што голем дел од сите тие програми што ги работевме таму и што ги учевме таму се секако применливи во секојдневната работа.
Македонските менаџери се и повеќе од добре дојдени во Келок, бидејќи не е само Македонија дали е премногу мала за да бидат менаџерите дел од таа програма. Во таа програма е толку интернационална што има менаџери од многу поразлични земји, уште помали од Македонија, поголеми од Македонија, од Америка, од Германија и од останати развиени земји. Меѓутоа знаењето што се добива е секако применливо во било која компанија, независно каде оперира таа компанија. Сега она што е најбитно за македонските менаџери да разберат е дека ние како менаџери на ни помали фирми кои што доаѓаат од една помала земја, со своето знаење многу добро се представуваме на Келок и тоа го добиваме како нивни фидбек, тоа не е нешто што јас го сметам него тоа што го добивам од кај нив, така што знаењето на нашите менаџери е соодветно за оваа програма. И јас искрено ги советувам нашите менаџери да бидат слободни, да аплицираат, да одат на оваа програма, да си ги тестираат своите знаења, да добијат нови знаења и да не се плашат од процесот на апликација и дали ќе бидат соодветни за таа програма. Доколку дел од менаџерите имаат фирми кои што исто така работат интернационално, оваа програма уште повеќе ќе им помогне, не само преку интернационалните контакти кои што ги остварат таму, видите самата програма е структурирана за како да се развива компанијата да го завземе светскиот пазар, а не само домашниот пазар.